Метрополис, број 1 радиомрежа. Уште едно петочно издание на најдобрата забавна емисија. Не знам како ќе терам се емисијава, затоа што со мене еден шоумен, најдобар наш шоумен, сценарист, режисер, продуцент, сам себе се финансира како што се финансирам јас сам себе, глумец, автор, водител, кажа водител, шоумен, пејач, музичар, на мултинаменска алатка кога станува збор за шоу бизнис. Еден и единствен Кирил Трајковски. Добро дојде во Тиреков ми рече, аплауз екипа, дечки публика, може да ќе монтирате аплауз. Види го кажува, има не ја гледаш ли публика? О, па не ме видов, бе. Здраво. Мало ја гледаш. Ќе ти пишам. Може. Како се? Ајде, чекай. Ајде. Да трне работа. Да трне работава и да ги поздравиме нашите спонзори, најдобрите Сиора органска козметика. Најдобри. Добро, здраво, Давид. Како си ми? Супер сум. Фала што ме покани да ти гостувам ово прекрасно. Вторпат ми гостуваш, еднаш ми беше урадио. Тиреков ми рече. Ќе видиме што ќе ти речам, што ќе ми речеш. Направив една интересна најава. Да, заборавив нешто. Реков мултинаменска алатка кога станува збор за шоу бизнис. Мултинаменска алатка ти е ова, брат. Мултинаменска алатка кога станува збор за шоу бизнис. Пејач, гитарист, водител, шоумен, глумец, автор, сценарист, родител, татко, сопруг. Се. Навечер, ебач, може да кажеме. Па да, добро, сега кога имаш три деца, со две веќе сум нели заедно сега моментално, и малце знаеш тие работи не идат туку така глатко, треба да заспијат деца, па да најдеш време, инаку плача. Дознав една информација од прва рука, дека си се преселил у некоја поголема куќа, ти си живееш у стан. Рурална средина. Над Радишани, славното село Љубанци, Комицко село. Аплауз за Љубанци! Комицко село, немајте ме молам. Така е. Да, таму се пресели. Што беше причината? Обично луѓе од село идат у град, ти обрато од град у село. Кој иде у град, кажем? Сите бегаат у град. Моментално имам ја информација од прва рука дека у Љубанци многу млади парови, меѓу кои една колешка моја од Велешки театар, се преселуваат во планини, во Рицков-Брдски места каде што може да дишат, бе брат. Овде нема воздух. Тоа да. Така да со две мали дечиња, едно на годинка и 2-3 месеца, друго 5, ја да седам у Мичурин или у Ново Лисиче да ги трујам со смогот, не. Така да дур имам можност да бидам на повисоко планинско место каде што струи воздухот, каде што има една воздушна бања, каде што има еден убав двор, па едно базенче така. Сега доаѓа пролет за месец дена. Паскари се вртат, па инспирација дојаш па еден таван. Ајде снимаме кај тебе сад, Може, ајде. Ајде преку лето. Базенче нешто имаш? Имам, да. Имаш базенче? Имам, да, провери на Facebook или на Instagram, таванот го спремам многу јако, уложив многу пари. Меѓутоа не ги жалам затоа што таму ќе си ја дадам душата уметничка што се вика и се надевам дека ќе добиам инспирација за нови песни, за некој ново сценарио, Максим 2. Топ. И од вај чекам. Да, имам план да го остварам тоа. Значи ова е новост, ексклузивна ја кажуваш кај мене. Да, ексклузивно. Имам луѓе, значи мои деца, да не речам што јас сум ги учел. Имав нели порано школа за глума и актерска игра пред камери, па Види го бе, све сака да ми одговори. Па чекај сега. Чекај се, јас да прашам нешто. Ајде, дипломираш у Софија. Да. Зашто не у Скопје? Затоа што ме одбија. Срамот. Владо Милчин ме одби. Владо Милчин ме одби. Данчо Червески, Бог да го прости, беше декан и кога го прашав, Данчо, зашто ме одбивте, они ми рекоа, ти не си за тука. И беа управо. Јас сум за таму, си отидов у Софија, се запишав на најпрестижната Национална академија за театар и филм надвис и ме примија со стипендија. Браво. Добивав и пари. Топ. Каде што овде многу тешко тоа ќе ти се оствари, нели, ќе се случи. И кога завршив, кога дипломирав, добив и награда за најдобар студент по класа. Тоа заслужува аплауз. Океј, ајде да се навратиме ние на твојот животен проект сега. Тоа е Максим. Ово е филм во кој што ти го снимаше и во Индија. Да. Ајде нешто повеќе за него. Колку пари све те кошташе? Дали ќе бидеш искрен па да ни кажеш? Па околу 20 боми. Добро. Што реално сите актери во Македонија, со исклучок на 2-3, и во Бугарија
сите, буквално сите, без пари учествува во филмот. Тие пари 20 бона отидоа за картите до Индија, беа само 4 бона. Епа, толку илјади нешто евра е поврат на карта. Ние тројца отидовме, ја, мајка ми и Блажо, братучет ми. Ме разбираш? Таму да платиш гориво за тие моторите која ме бркаат, да изнемиш камери, сега доаѓа постпродукцијата, монтажа, колор корекција, звучни ефекти, тие глупости. Од режија, мафта, декори се професионалци. Да, тоа кошта и сега тоа не можеш да не го платиш. И тоа пак го плаќаш со попуст. Со попуст режија, со попуст режија, да. Затоа види, тој филм беше како еден другарски филм. Да. Знаа дека ми е првенец филм и луѓето решија да ми помогне. Интересен филм беше. Чуне да беше професионален, ќе кошташе 200.000 евра. Со се мојот хонорар. Ама не, сериозно, затоа што сега еве ги филмовите на Манчевски, на овој, на оној, ти реков ми рече, по 2 милиона коштаат, бе, брат. Кошта, ти реков ми рече 2 милиона. По Кошта. 2 милиона. Кошта, јас се знам. А ние збориме за 20.000 евра. Они 20.000 евра ги трошат само на тоалет, хартија и на патот на компињата, овие логистика што ќе им ги возат глумците. Да. А да не зборам по кафани, која ќе седнат, која ќе се исполнајат, да начукаат, знаеш колку пари се трошат. Разбирам. Така да Интересна тоа е за цена масов беше Индија, нешто да. што до сега не е видено, па не само во Македонија на Балканот, мислам дека и пошироко. Имаше една по-така интересна сцена со бацување в уста со твојата сестра Маја. Да, со мојата сестра. Толку не можеш да најдеш некоја глумица, Не сакав. некоја јака. За да биде автентично. Нели Да. во филмот се заснова на вистински факти. Да. Не за џабе сум ја зел сестра ми, затоа што прво и она беше вториот главен протагонист, каде И она е глумицина Кумаја. Да, и живее во Португалија. Поздрав мајче, бањете си се на океанот, ич не доаѓате. Ладно е. Така да таа сцена воопшто не ја свативме ние контраверзно нешто сега, леле. Тука немаше јазици, лапање нешто. Да, бе, да. Еден бакнеш, градите ги покажа, тоа го направи за мене, сум многу благодарен. Имаше доста реакции. Не викам не, како може он со сестра му да снимал секс сцени, ово на жити мајка, тоа е глума бе. Тоа е глума, тоа е Кога глума. глумиш, ти си професионалец. Не мешаме се. Таа улога алалда ти е стварно, тоа не секој би го можел. Да, и Не секој. И сум првиот македонец што Па и балканец, јас ти и реков балканец, а и светски човек што на 22 години направи долгометражен филм со своји средства. И јас на 20 години ток шоу со своји средства. Ајде го чуј. Аплауз за да. Аплауз за мене, може ли? Аплауз! И аплауз до брейк, да подржимо. Брейк. Брейк. Мој Ја комшија. што, на пазар, она, кај ќе те сретат негде, Кирил, го имаш Па она. праша жена, ми ќе ти каже, брат. Жената да ја праша. Бе вика ќе излезам со тебе, вика не можам дома да се вратам. Значи сериозно. Од подароци. Не од подароци. Ме за подароци. Ние само кога ќе има земјотрес негде даваме подароци. Така. Разбираш? Така, Иначе браво, ние Зоа. сме стиснати. Браво, Зоа. Само другите кога им е лошо Македонија жали. А овие што боледуваат ке А нас. овие наши што немаат леп да едат, што не донираат без за нив. Браво. Се извини, малце Браво. навлекувам Топ, ова браво, јас сакав ова да го Да. кажам. А Друг што е се главето. случи? Така. Со Манча. ги излеземе негде и еј синко, да застане, вчера снимав реклама. Добро. И таму се погоди еден човек у кафаната, леле, седни да пиеме по една, те обожавам, секој сабајле, пуштам Слики. на Канал 5, те гледам на приказните, те знам од Манџа. Знаеш, и сега ја не сум човек, префриган, као што има некој, као, сега со тебе, а муавет ќе правам, кој си ти. Сваѓаш? Да, ја бе, на да. сите сакам да им одвојам внимание. Така е. Јас со секој еден што ќе дојде да се слика со мене или да направиме мувет, јас стварно седам со него му одвојам внимание. Така да, кога ќе Зошто тргнам на пазар престанавте? или вамо, Зошто престанавте да не знам, снимате? не знам. Се случи нешто со спонзор или со гледаност или нешто падна. Дали тоа значи дека Сиора не ви е спонзор? Или дека не ги Можно е, била? ама ние имавме страшни спонзори. Сиора не извини не е страшен спонзор. Не викам дека не е страшен, меѓутоа имавме Вакви многу, производи да. органски нигде ги Не нема. велам, не, Давид, меѓутоа стварно не знам што се случи, едноставно само ми најавија, или ја како вработам во Канал 5, Кирил веќе нема да се снима Манџа. Не знам. Сега вака, сега ти ќе играме една игра, Ајде. која ќе биде навистина многу интересна, претпоставувам. Играта се вика вака, кој ќе биде побрз или повешт у кујна, односно. Ајде да видиме вака планирам. Со еден краток джингл, па се ќе ви објаснам. Метрополис, број 1 радиомрежа. Што е поентата? Поентата е,
за една минута, тука негде у воздухот ќе имаме негде ставено броење, ова ни е вода случајно после за тој што ќе го изреко. Тој што ќе изгуби. Не, водата, кој е водата next? Тој што ќе изгуби ќе го изреко кромитот. Ја многу едам кромита, знаеш. Ова тогаш се надевам дека дека се плаче од ова. Сега дали си земал драчевски кромит или тетовски ќе видиме. Не знам каков е кромидот. Драчевскиот љути. Не знам каков е кромидот. Добро, чек. Али затоа што вечер е петок, може ќе искочи со жената негде, може ќе имате нешто вечер. Затоа чекаме, види го почта пред мене. Не, само се спремам. Затоа си имаме тука мастеки случајно за посте за нег да се воздржиме од некои непријатни миризби. Добро, супер. Така. Ги мастиките да ги фатиме. Тоа се тие два, окей, да, ќе се фатите. Мастиките во ред, а водата за секој случај. Почињаме сега. Пичку матер, неам никад у живот, не сакам јас. А мора да се излупи, чекај, мора да се излупи тоа, не ме заебавај. Сега да тие. Не може вакова. Немој да ме... Че не новен. Ајде, катарме брзина. Поздрав до Тритон Веселија. Што се дешава? Катарме брзини. Не знам како, мора да се излупи ова лушпава. Добро, јас сум готов седниот. Зелено. Давиче, со мене не можеш брзина да мериш, брат. Абе, ја никад у живот немам готвено. Многу брзен изгрешив нешто во животот. И ја изуживај. Абе, тоа е. Од грешките учиме. Од грешките учиме. Од кромидот плачеме. Од кромидот се надевам така, дека ти ќе плачеш, што се дешава? И мислам дека треба да го јадеш кромидот. Ајде! Мислам дека е икон. Аплауз за Кино Трајковски. Пала. Вага сега ќе плачеме масе. Ама ова не беше. А знаеш дека И сега треба да гледам гледам. некои глумци што не знаат да плачат, што стварно не е окей за глумец да не знае да заплаче. И сега треба да гледам. Бе ти јади го, друго сакам да ти кажам. Стварно ставале една масно онаа што љути за очи одоздола, за да може созите им течат од сцена. А ти срце како го лапаш кромидов, нај мој офицери го брат, ако сакаш. Аплауз, за него. Кој правиш ока? А лапски, а го знаеш оно со колбасот? Колбасот на градачалника да го проба. Да, ужас. Ама смешно е бе, тоа народ сака, се смее. Аплауз за нас, аплауз. Метрополис, број 1 радиомрежа. Да немате гајле, со не знам со кој ќе искочам оваа вечер овој петок, ама си чистив, избивме и зуби, земавме и мастики. Јас што можам да кажам, ала да му е на Кирил, јас немам никакви живот готово, се изплатеше. Водителството во манче. Тоа е, барем се исплатеше нешто, бе. Кјути. Барем научи нешто, ако не зема многу, барем научи нешто. Така е. Покрај многуте улоги што ги имаш глумено, ти ја играш и животната улога на твојот живот. Тоа е да си татко на 3 деца. Така е, татко сум на 3 дечиња, 2 девојчиња и 1 момче. Браво. Дарија, Дениција и Симон. Ала до тие, за тројката, браво, стварно. Сега се одлучува знаеш ако или на едно или без деца, браво за 3 деца. Тоа е веќе стана реткост 3 деца. Голема реткост, а јас викам дека секој македонец треба да има најмалку. Што се случи со првиот брак? Зошто се разведовте? Деца, брат. Млади бевте? На 22 години ми се роди Дарија. И тоа ти генерација сега, бе, Дарија. Па 13 години има. Лудува, прави глупости, не ми се збори за тоа, се надевам дека Господ ќе го покаже пак. Сега во пубертет, Пубертет, лага, дечковци, цигари, неучи, се што прават сите. И ние сме Така и ние сте го правеле. Тоа види И ние сега, сме го ја правеле. па тука смаце се противам против тоа дека е девојче. Ајде да е машко, пеки. Ама види, женските секој се попаметни од нас, А, маш. ова брат, испадна ко две машки. Тебе? Абе како така, ајде, мала е, иде. Вајда ќе се Ти и помине, ќе се наместат коцките за да немаш гајле за Да, тоа. супер ми е како родител, добро функционираме, не велам дека не е тешко е, да. Добро. Значи Алиментација плаќаш? плаќам, да, алиментација и не само тоа, значи се што треба за Дарија, еве запишав и на кикбокс. И тоа плаќам. Одлично бе, супер. И Ама нешто зато си сакам. татко, зато си татко. Она ваму таму помагаме сите колку можеме, сега. Да, се разбирам. Сакам да ми бидат децата скромни, сакам да ги воспитам, значи да не бараат премногу, значи да не ги разлигавувам, да не ги, ова сакам, она сакам и одма трчаш тоа, некојаш знам и да удрам.
кажам. Ова не ми се свиѓа. Зашто бе? Како не? Ќотекот од реалити излезем бе, момче. Кој те научил бе? Дедо ти Кирил Трајковски да не те научил. Дедо ми така се. Инаку дедо му се вика Не, види, не те удрам сега да земам, да те млата. Па ти не си јадал ќутекот дете? Сум јадал. Па што збориш, бе, јас сум Ама јадал. тоа биле пред 20 години, не ме се Затоа сега младината ни е ваква, бе, другарче. И да знаеш. Ама ти по гъски ги мавнеш. По газ, така 2-3 пати наш деници ја удрив по фаца и карање имаш со жена ми тука. Ти да не си нормален. Жена ти е, Управо да, добра се деша. Сакам да кажам, треба малце детето да има страф од... Треба да има едно поштовање, едно поштовање, така. Тоа е тоа. Жена те е помлада од тебе 10 години. Така нешто. Значи, она моја генерација е 9 и пол. 95-та. 95-та, добра, 7 години е постар од мене. Ти која си бе, бро? 2002. Јас со ќерка ти сум генерација. Си ќута мудро, да. Сварно, сериозен. Млад сум шо ти. Добро, да, жена ми е помлада, си ја најдов на Bob Marley Day. Стварно? И јако. Да, и супер, таму имаше некоја конекција, после тоа се искомунициравме на социјалните мрежи, се најдовме, си се заљубивме. Ти кажам, многу сум си задоволен од жена ми, не дека ништо, се караме понекад нормално. Тоа е нормално за секој нормален брак. Ама мислам, главното јадрото на љубовта гледаме да не го растуриме. Тоа е И најбитно. ги почитуваме и незините родители, она ги почитува моите родители, секогаш си одиме на ручаци. Слави, мави, такви работи. Да, тоа сега се здебеливме, ама јевиха. Затоа јас се кријам, инаку знаеш дека ја доаѓам гол. Зошто сега се кријам? Јадам у задње време. Ти супер изгледаш. О, Ја фала можам ти. да ослабам. Како млад, сега ова прашање се рачуна на твојата младост. Секс за една ноќ. Колку сакаш? Браво. 365 дена у година, 365 девојки. Капанан. Браво. Да знае да збори Капанан и тие што беа журки по планини одевме, по некои штали се пикавме, транжурки, а транс Да, бе, многу да. слушав, знаеш, електронска музика, многу сакам. Со кумот баш, тој период многу се дружевме и претежно излагавме, значи на After party, сега така ти викаат. цела време на журки, сега гледам -1 и нешто актуелно многу. After party ово, нали, доста сум имал авантури со многу жени. Како глумец, ќе ти поставам едно прашање и... За Бугарија, да Не, Бугарија, да. За Бугарија Тоа не. не се Поздрав на мој другар ке ме разбере на што сакам да му кажам кога станува збор за Бугарија. Како глумец, со кој глумец наш кафе не би пил никогаш? Не сум размислувал. Абе сега размисли, имаш 2 секунди време. Еве еден наведи. Со кој глумец никаде би пил кафе? Не знам, не сум скаран нешто со нашиве глумци. Немам некој така... Стварно не знам. Ајде, да не ти правиме проблем, едно ќе те прашам. Не, стварно не ми те... Кој е најбољи водител у Македонија после тебе? Ти се не рачунаш. Еве моментално води актуелни емисии, ток-шоуа. Па не знам, брат, нема некои многу јаки водители, искрено. Вака некој поотворен... Фиви бил? Тоа сакам да го чујам. Кацаров или ја, кој е бољи? Ти, брат. Фала ти, тоа сакам да го чујам. Сега, нека не се наљути Кацаров, ама... Супер е бе, другарчиња сме супер. Другарчиња, да, ама ти си ми по така, екстравагантен. Инаку, знаеш што многу ми е чудно? Последниот период. Брат, сите нешто стендап почна да прават. Ти Вајде има пари таму. Као гледам онака Ама не ми се колеги, смешни сите. Ма не да не се смешни, ич не се смешни, Ич брат. не се. Као сега, ај немам што да правам, ај стендап ќе правам. Абе, од секој факинг театар по 2-3 почнаа стендап да прават. Значи се знае бе брат стендап, не може во една држава, колку сме македонци? Милиони? Милиони, да, толку колку. И толку да, И тоа. може и 900.000 сме више. Не видно. И сега сите почнаа стендап да прават. И кој, мислам онака, што ви е бе луѓе, дали као лелај стендап, и што стендап? Кирил, како што реков, сега ти правиш, нели, да надоградуваш кај тебе у куќа. Да. Така да, затоа што си многу искрен човек, ја такви луѓе сакам и приватно, нели си ми пријател, така да ми ветуваш дека ќе правиме емисија кај тебе. Да, лето. Ветувам, да, Лето. јавно. Ке не викнеш, со Не, која ти ми сакаш? пишеш која ќе имаш потреба. А, лето бе, лето да биде правиме, попличко. Сакаш на базен, сакаш на таван. Сакам на базен, скаричка, базенче, Себе срцка. ќе викнеме некои јаки
клубици, пејачки. Витни слободно ти, јас со жена ми ќе се Манекенки. дружам, исто и ние ќе се зезаме. Тоа бе топ, ќе направиме една добра емисија. Да, тука Како што беше добра Ќе играме одбојка на Валто Алда. што ми гостуваше во Ти реков ми рече. Ова ти тебе што ме Ова беше една предобра емисија, во тоа сум сигурен. Нешто да кажеш за твоите планови во иднина или? Не би откривал многу, кога ќе се видиме на базен во лето ќе Се надам дека ќе имаме зашто Ќе имаме тогаш за нешто ново ново да да збориме. збориме, Јес, да. Кирил Трајковски беше во Ти реков ми рече овој петок. Гледајте нема во било кое време сакате, затоа што ова е на YouTube. Ти реков ми рече најдобрата забавна емисија, спонзорирана од најдобрите и единствени Сиора, органска козметика, револуцијата на органската козметичка линија. И поздрав до Метрополис Оу. радио, кои исто така застануваат позади мене. Доста свежо мириса. Најбавите мириси, ова да го видиш. Да, ова. некоја нота на ведрина, На као ведрина. тебе што си... Дај тоа да го мириснам. Па, И двете се и добри. двете се многу добри. А што се прави со се мачка нешто? Што се прави? Се мачка се средува, да, се средува. Ова вајда за мене си. Ова е за твојата сопруга, ова е за твојата сопруга. Добро. Ова инаку сакам да направам нешто поинтересно, ама Не, веќе добро. сам се издаде. Ова е за твоја, како се викаше прво? Ирена. Поздрав до Ирена, да се мачка, да се средува, да. И така да и што во органска кожа, козметика, е така. Супер. Тоа беше тоа, дечки, инсистирам ако траеме долго, живајте во нашите изданија. Чао, чао. Чао, чао. Метрополис, број 1 радиомрежа.